Осмомартовската традиција продолжува да живее, а цвеќето останува клучниот символ на почит. Купувате цвеќе? За сопругата. Гледам сега. Колку? А за жените? Знае се за кого. За 8 март мора да ги часташ жените, општо. Ден им е. Освен цвеќиња, многу жени традицијата ја продолжија со масовни угостителски дружења низ целата држава, а не изостанаа ниту туристичките патувања. Цел угостителите да го запазат денот и празникот, само што им организираат на сите заинтересирани дами и жени можности да го обележат својот празник. Оваа година поборувачката за 8 март беше најмногу за Србија и за Турција. За Србија имавме аранжмани за Сокобања и Врањачка бања, а за Турција имавме за Истанбул. Од своја страна, градоначалникот на Штип внимание на жените им посвети со цвеќе. Ако клучот за успехот на едно семејство е жената, посакувам оваа година клучот за успехот и развојот на нашата општина да бидат жените. Се трудиме жените да бидат рамноправни во учествувањето, во носењето на одлуки, во сите работни активности на локалната самоуправа. Сметам дека никогаш не е доста, секогаш треба да се трудиме да се подобрат состојбите. Со идентичен гест настапија и учениците од Средното текстилно училиште во Штип, кои за жените по повод празникот се појавија на градскиот плоштад. По повод 8 март, денот на жената, изработивме честитки и марами кои ќе бидат доделени на жените во градот Штип. Сите ученици беа вклучени во изработката на марамите. Имавме повеќе креативни училишни работилници каде што несебично учениците ги изразија своите таленти преку цртање, сликање, дизајнирање и слично. Почит кон жените револуционери и борци и годинава низ положено цвеќе на првоборецот Вера Циревири Трена положија борци. Символиката на овој празник треба да биде актуализирана на барната за подобрување на условите за работа на жените и квалитетно подобрување на нивниот социјално-политички статус во општеството. За разлика од останатите, а во контекст на 8 март, платформата за родова еднаквост одржа марш за женските права. Денес протестираме за сите текстилни работнички кои останаа без работа, за жените од руралните средини кои останаа без јавен транспорт и пристап до здравствени услуги, за жените со попреченост кои дополнителната непристапност ги направи уште поневидливи.